Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова Телма амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Многу ретки болести имаат генетска позадина и првите знаци се јавуваат рано во животот кај пациентот. Се работи за сложени, хронични, прогресивни, дегенеративни болести со мала зачестеност во популацијата. И покрај тоа што детето пројавува симптоми на болест, често тешко е да се потврди дијагнозата. Затоа неопходно е да се направат генетски тестови, односно секвенционирање на ДНК-то, односно на наследниот материјал, за да се утврдат одредени мутации, односно промени на специфични гени. На таков начин пациентот и родителите добиваат попрецизни резултати за болеста. За генетското истражување, односно за секвенционирањето на ДНК, денеска зборуваме со магистар Сања Механџиска, молекуларен биолог во Жан Митрев клиник. Ќе пуштиме блок реклами, а веднаш потоа започува разговорот. За секвенционирањето на ДНК кај ретките болести денеска зборуваме со магистар Сања Механџиска, молекуларен биолог во Жан Митрев клиник. Сања, добре ни дојде повторно во Телма амбуланта, во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, Марија, добар ден на сите гледачи, фала на поканата, па тука сме да зборуваме на темата. Ајде на самиот почеток да ни појасните што е тоа ДНК. Еве, сите ние имаме одредени карактеристики, боја на коса, на очи, на кожа, одредени карактерни особини, темперамент, па дури страдаме од одредени болести. Запишано ли е сето тоа во нашите гени, во ДНК-то? Тоа ли е ДНК? ДНК-то е најлесно да се разбере како основна градбена честичка и машина, софтвер, уствари, што ја содржи цела информација за нашата клетка, за нашата градба. И исто ДНК-та се реплицира самата себе, значи содржи информација за сите протеини, масти, 3D структури до финалните метаболни функции. Тоа е тоа, ДНК-та е нашата основна градбена честичка, што се содржи од главните бази А, С, Т и Г и комбинацијата на тие како се распоредени, го даваат нашиот уникатен генетски код, кој финално таа ДНК е компактирана кај нас во хромозоми. И на тој начин, мислам, тие исто се подложни на доста обсежна генетска регулација, експресии и така натаму, меѓутоа да, таа содржи информација за се што ние сме. Така, содржи информација за се што ние сме, кога постои одредена болест или сомнеш за болест, вела дека треба да се направи секвенционирање на ДНК за да се утврдат некакви промени. Сега најнапред, што е тоа секвенционирање? Најпросто што може за да разбереме. Секвенционирањето на ДНК е буквално читањето на тој генетски код, распоредот на 4 нуклеотиди, како се наоѓаат и се споредува таа секвенца што ќе ја добиеме со така наречен референтен геном, кој што е компилација на повеќе ДНК од повеќе луѓе и е утврдено дека на таа позиција во нашата ДНК треба да стои таа база и така ние споредуваме дали кај нас има промена во некоја нуклеотид или нема и дали потенцијално таа промена е патогена или не, дали би водела до болест или не. Значи расчленување, разложување всушност, некој потоа споредба со она како би требало да изгледа. Во случај да има некакви промени, кои што се наречени мутации, дали тоа со сигурност значи дека сме болни, дека имаме некаков проблем? Не, ние сите како луѓе се разликуваме во нашата ДНК со тоа што носиме така наречени полиморфизми. Тоа е тие што уникатни промени, варијанти што не прават нас различни еден од друг. Јас да имам потамна коса, потамни очи за разлика од вас и слично. Меѓутоа не сите тие промени водат до генетска болест. Најчесто промените кои што се патогени прават дефект во протеините, а протеините се главните
главните работници во нашата фабрика, телото, нели, во нашите клетки, што всушност ја манифестираат информацијата што е присутна во нашата ДНК. Така да треба да настане некоја сериозна промена, дали во активноста, дали во структурата на протеинот, најчесто за да настане некоја генетска болест. Дали овие генетски тестови се прават само еднаш во животот? Трајни ли се резултатите што ќе се добијат од нева? Генетските тестови кои се на нашата геномска ДНК, кои што ни се вродени, да, тие се прават еднаш, меѓутоа сега постојат и многу генетски тестови што се работат на туморно ткиво и на слично, така да тие се на соматски промени и мутации, тие не се трајни, меѓутоа вродените ДНК промени се, да, трајни. Кога станува збор за генетски тестови, за вродената ДНК, така или за вродени промени како што опишавте, дали тие се однесуваат само на пациентот или пак може да имаат значење за целото семејство, за сите блиски членови од семејството? Може да имаат значење секако за семејството, затоа што ние ја наследуваме нашата генетска информација од нашите родители. Тие ја наследуваат таа информација од нивните родители, значи ДНК-та, тие промени се најчесто наследни. И доколку имаме мутација во ген кај што се знае дека се дешаваат наследни генетски промени и предизвикуваат наследна болест, секако тоа е од интерес и за нашата фамилија. Затоа при правење на овие тестови се прави детална консултација во која што се прави филогенетско дрво на фамилијата, во која што се утврдува дали потенцијално други членови од нашето семејство имаат некоја болест како нас или слична, или дали понатака, нели, ако имаме деца, наследници, дали тие можно е да наследат некоја од мутација ако е откриена лично кај нас. Значи, доколку има некој член од семејството кој што е болен од одредена ретка болест, останатите блиски членови од семејството би можеле да бидат носители на генот? Значи има болестите, генетските болести може да се наследат на повеќе начини. Го имаме зборувано тоа порано, имаме автозомно рецесивен и автозомно доминантен, после X поврзани болести и така натаму. Автозомно рецесивните најчесто потребно е да се спојат две патогени мутации или промени од двајцата наследени од двајцата наши родители, за да се манифестира за да има болеста, додека кај доминантните состојби, поготово кај оние што пенатрантноста е голема, доволно е само една мутација за да се манифестира. Да, тоа најчесто се дешава кај вродени срцеви заболувања, како аритми, Брогада синдроми, саден дет синдром се слично. Вела дека ретките болести се моногенски болести. Сега што значи пак тоа? Не сите ретки болести се моногенски, голем дел од нив. Значи таа дефиниција не е баш коректна. Голем дел од генетските ретки болести се моногенски. Тоа значи дека се дешава промена во ДНК-та само во еден ген, дали една, дали две, три промени. Меѓутоа постојат и мултифакторијални болести каде што е потребно да настанат мутации во повеќе гени паралелно или во 2-3 гени, да речеме, од иста патека, што тогаш може да предизвикаат што може да предизвикаат болест. Меѓутоа, нели секако постојат и хромозомските, поголемите структурни болести, каде што се дешаваат поголеми структурни промени на ниво на хромозом, делеци, дупликации, трисоми, моносоми и слично. А дали ретките болести се секогаш генетски? Најголем број од ретките болести што се знаат се генетски, меѓутоа постојат и ретки болести за кои не се знае генетската основа, нели се вика дека не се генетски, тие може да носат некои ризик фактори, меѓутоа например дел од автоимуни болести може да бидат тригерирани од некој надворешен фактор како вирусна инфекција, да речеме, и тогаш да се манифестира таа болест. Таа е ретка, уникатна, меѓутоа сепак не е позната генетиката во позадина. Постојат ли пренатални тестови
за да се утврди присуство на ретка болест? Постојат секако, најчесто сега со напредокот на медицината, на генетските тестове и на се, најчесто се прави пренатален скрининг за хромозомски абнормалности. Во денешно време секако го и работиме неинвазивните методи најчесто. Тоа се открива дали во нашава ситуација го работиме верифи тестот. И тука Каков е тој тест? Тоа е преку крв што се Тоа испитува? е преку крвта на мајката, да, што се открива дали ембрионот носи некаква хромозомска абнормалност. Само ќе ве прекинам. Тоа значи додека мајката е во почетната бременост, во незината крв циркулираат клетки од ембрионот? Фетална ДНК, се вика, циркулираат делчиња од ДНК-то од ембрионот, која што После која недела тоа почнува да се случува? Тоа го правиме после 10-та гестацијска недела. Значи после 10-та гестацијска недела веќе има фетална ДНК од ембрионот има во од самиот почеток крвта на веќе има, мајката. меѓутоа после 10-та веќе има доволно за да За да тие се испита? тестови се сензитивни да се испитаат, доволно Може се е да се рано. испита на таков начин? На ваков начин може да се испитаат големи хромозомски абнормалности за, како што спомнав, моносоми, трисоми, за синдроми како Даунов, Едвардсов, Патау, плюс некои синдроми на микродалеци, како Ди Џорџов, синдром на мачкин плач, 1,5,36 делеција и така натаму. Меѓутоа, тука со овој тест не може да се фатат единечни мутации кои што предизвикуваат генетски болести. Меѓутоа, нели како што возраста на трудниците расте насекаде во светот глобално, па тука и кај нас, овој тест повеќе се препорачува особено за жени над 35 годишна возраст, кај трудници над 32 годишна возраст. Сега, кога се работи за пренатално, имаме, доколку во фамилијата, рековме, се знае дека има некоја генетска болест што е предизвикана од една мутација, може да се направи и друг тип на тестирање, тоа се вика со помош на Сангерово секвенционирање, може да испитаме специфично за таа мутација дали плодот ја носи, меѓутоа тоа може да се направи само со примерок од инвазивна метода, од амниоцентеза или биопсија на хорионски честички. Тогаш врз тие клетки од примерокот се испитува дали плодот ја има таа мутација што веќе ја има претходно во фамилијата. Например, може да се деси родителите да имаат веќе детенце што носи некоја наследна болест и сега сакаат да проверат дали второто дете би имало истата болест. И би имало истата болест и тогаш се препорачува веднаш штом ќе остане мајка трудна, штом ќе остане трудна, да дојдат на консултација, да зборуваме за болеста, да добиеме информација за која е мутацијата, за да може да се припремиме, да се нарачаат тие специфични реагенси, за кога ќе дојде времето да се направи биопсијата, се да е спремна и да се добие резултат што порано, нели, за да добијат резултати, да знаат што понатака, дали би продолжиле со бременоста или не. Можеме да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта, доколку имаат некое прашање на темата на кое што говориме. Откако ќе се роди бебето, доколку докторот се посомнева на некоја ретка болест, каков тест тогаш треба да се направи? Сега зависи, нели, некои ретки болести што веќе им се познати. Ретка болест во Европа барем се смета дека е присутна кај 1 на 2000 пациенти, значи на популација од 2000 по 101 кој ја носи болеста, тогаш се смета за ретка болест и веќе сега според симптоматологијата, ако му е позната на докторот, може да порача некој специфичен генетски тест. Се сомневам на тоа и тоа, да направиме некој поспецифичен тест. Меѓутоа, ако не знаат за што се работи, може да се нарача соопфатен генетски тест во кој што би се испитале сите гени. Значи може сите гени да се испитаат, така? Да. Па така најчесто ја правиме ние диагнозата на ретки болести, доколку се работи за единечни за сингл нуклеотид полиморфизам, промена во една база од нашата ДНК, тогаш правиме целосно секвенционирање, се испитуваат сите гени и според симптомите се фокусираме на одредена група на гени кои што подетално ги испитуваме, истражуваме и ги продлабочуваме нашите
наоди во таа насока. Кога правите целосно секвенционирање на гените, барате точни конкретни мутации тука? Се знае за одредена болест каде треба да бидат тие мутации и какви треба да бидат? Па според симптомите добиваме најпрво се прави скрининг од сите мутации што ќе ги добиеме од испитувањето, се гледа прво по биоинформатички параметри дали таа мутација е патогена, потенцијално патогена или не, и прво се разгледуваат најчесто тие мутации и може да се во некои случаи веднаш да се открие нели што е диагнозата, да таа мутација се наоѓа во ген кој што предизвикува таа и таа болест и не се совпаѓа со симптоматологијата, тогаш испитувањето е лесно. Во друга ситуација, на пример, имаме кај некои детски епилепсии, да речеме, прво би се фокусирале на така наречен виртуелен панел што ние го имаме, што ги опфаќа тој сет на гени што може да предизвикаат епилепсија и прво испитувањето би го направиле на тие гени. Доколку не откриеме ништо, тогаш го прошируваме истражувањето на друга група на гени. И така цело време проширувате додека не најдете нешто? Па секогаш се обидуваме што потемелна анализа да се направи и да се излезе во пресрет на пациентите и дури да се открие нели непозната мутација, да најдеме што повеќе информации за нејза во литературата, во датабазите, за да може да, ако немаме дефинитивна диагноза, барем да имаме некоја потенцијална диагноза или насока за пациентите. Колку често наоѓате некоја мутација која што не е позната во литературата? Сега, колку често се дешава. И што во таков случај? Во таков случај се гледа исто во фамилиарното стебло, нели, дали таа мутација ако се знае можда дека и други членови од семејството ја носат таа мутација, се афектирани, тогаш дури и да не е позната кај други пациенти во светот и во датабазите, ондак во нашиот случај знаеме дека таа мутација е поврзана со болеста во тоа семејство и тогаш може да сме посигурни во резултатот. Во други ситуации, доколку на пример се испитува само пациентот, може да се побара до испитување на таа мутација кај родителите, па да се види дали е наследна или не, и ако родителите се здрави, а кај детето, да речеме, откриеме 2 мутации во тој ген, или таа мутација во 2 копии, ондак ни покажува исто дека веројатно таа мутација е причинителна за таа болест. Додатно, доколку се наоѓа во некој ензим кој што има специфична активност и доколку постои таква анализа, може понатака да се направат функционални студии. Меѓутоа, тоа понатака најчесто се прави во научно-истражувачки центри, нели, треба да истражуваат или на пациенти со ретки болести или на животни модели на кои што би откриле дали таа мутација би ја причинила таа болест или не. Значи, молекуларно-генетските тестови секога се толкуваат во контекст на симптомите на пациентот што ги има, така? Бидејќи можеби некој ќе сака да направи генетска анализа, ќе се откријат кај него некакви мутации, но ако нема симптоми, што тоа значи? Да, правиме генетски анализи по барање на нашиве пациенти, дури ако тие се релативно здрави. Меѓутоа, тогаш се дава информација од друг аспект. Се дава информација доколку нашиот, мислам, сите сме носители на некоја ретка мутација позната, што е најчесто. Во нашите пациенти сме открили од 2 до 10 такви мутации. И се дава информација за тие мутации, нели, и за евентуално што би можеле да пренесеме на нашите потомци, да се има во предвид при планирање на семејство. Да, може двајца партнери да го прават тестирањето истовремено и ако се погоди дека имаат мутација во истиот ген, што може да предизвика автозомно рецесивна болест, тогаш може да си прават скрининг специфично за тоа во текот на бременоста или на плодот. Ако нешто не во ред да се избегне. Болест. Да, таа информација се дава, плюс се прават анализи за полигени ризик скорови сега. Во последно време постои доста информации за тоа, каде што од повеќе, од
непатогени, не толку опасни мутации, меѓутоа сепак мутации кои што предизвикуваат, кои зголемуваат ризикот за настанување на некоја честа болест, се генерираат тие полигени ризик скорови, например, што би го зголемиле нашиот општ ризик за развивање на кардиоваскуларна болест, да речеме, во подоцнежна возраст или порана возраст. Ако да речеме, генерално луѓето на 50 години развиваат таа болест, може со зголемен генетски ризик да сме склони уште на 35-40 години. Во тој аспект може да знаеме дали имаме нормален, зголемен или намален генетски ризик и според тоа да земаме некои превентивни мерки, дали некоја поранешна да се отпочне со почести скрининзи, да се зема превентивна терапија, да се вежба, да се смени животниот стил, се што може да се направи, например, да се намали ризикот за таа болест. Да. Каков примерок е потребен да се земе за да се направат овие генетски анализи? Анализите што ги правиме кај нас, најчесто ги правиме од крв, пошто крвта е како ткиво кое што е најлесно за венска крв. Венска крв, да, најчесто земаме и ја изолираме ДНК-та од таа крв, меѓутоа може да се прави и од букален бриз и од плумка, буквално од све што може да изолираме ДНК. Меѓутоа сите овие анализи се прават со доброволна согласност на самите пациенти или нивните старатели доколку се работи за деца, така што да, во болничкиот систем најлесно ни е со да идеме со крв или бриз или плумка. И обично колку време трае овој процес на секвенционирање на ДНК и утврдување на промените во одредени специфични гени? Кога се работи за напредните генетски секвенционирања, овие се обсежните со испитување на сите гени, од прилика од месец дена до 2. За диагноза се трудиме нели за месец и пол, што е можно побрзо да се постигне диагнозата. И да напоменеме дека најчесто за диагноза кај дечиња се препорачува директно да се прави трио секвенционирање. Што значи тоа? Тоа значи во самата фаза од почетокот да се вклучат и примероците и од мајката и од таткото и паралелно да се секвенционира ДНК-та и на детето и на родителите. Во тој случај, како што зборувавме, доколку имаме некоја непозната мутација, многу е полесно да се спореди директно дали е наследена од родителите, дали не, дали ги исполнува сите параметри за развивање на таа болест или не. Се случува во едно исто семејство братчиња, сестричиња да имаат истата генетска мутација, но да развиваат различни симптоми. Едното дете да има сериозни симптоми, другото поблаго. Од што тоа зависи, какви симптоми ќе се развијат? Тоа зависи од пенетрантноста на мутацијата и тоа најчесто се случува кај автозомно доминантни болести или мултифакторијални болести, за тоа колку носителството на таа мутација предизвикува една болест. Затоа што тоа значи дека не сите членови, ако една мутација да речем има пенетрантност од 50%, 50% од луѓето што ја носат би развиле болест, меѓутоа другите 50% би биле здрави. Да, зависи од тоа и секако од комбинацијата со други мутации и надворешни фактори, односно нашиот животен стил. Значи, надворешните фактори имаат влијание. Не може само врз основа на она што ќе го видите како мутација да процените дали пациентот ќе има блага или пак тешка форма на болеста. Да, не може да се утврди. Може да зависи и од каде во генот се наоѓа една мутација, дали се наоѓа во покритична позиција на самиот ген, каде што најчесто се имаат гени, некои гени имаат hotspots, така се викаат за мутации, што мутација ако се десат во место каде што би ги афектирала активноста, например, на тој протеинот, клучно место, во таа ситуација најчесто, например, таа мутација би била детриментална и би предизвикала болест. Доколку се наоѓа, да речеме, на крајот на генот, што не го афектира остатокот и протеинот, иако не е целосен, си функционира горе-доле окей со некој процент, тогаш може да не се развие болест. Значи, само една мутација на клучна позиција може да предизвика сериозно заболување. Да. А доколку е пониско во генот и да има повеќе мутација, тогаш болеста би била
полесна или не е ни тоа секогаш така? Индивидуално се гледа, значи си има информации за сите гени, за повеќе мутации, буквално е индивидуално од сите. Дали овие генетски тестови секогаш се со добра прецизност? Овие современиве тестови? Па, современиве тестови се прецизни како што технологијата се развива, нели покриеноста на секвенционирањето е се подобра и позголемена. Тоа е колку пати една иста буква во нашата ДНК ќе се отчита и тогаш ако имаме мутација може да сме сигурни дека таа мутација е веродостојна или не е. Од тој аспект тоа од година на година се подобрува. Меѓутоа еден генетски тест може да е прецизен и точен и во контекст на колку информации имаме достапни по моментот, да ја интерпретираме таа мутација и да видим колку имаме достапна информација во датабазите за дали таа мутација, тој ген предизвикуваат одредена болест или не. Например, денес ако немаме информација за 6 месеци може да добиеме информација дека таа мутација е откриена кај пациент со одредена ретка болест и тогаш по таа информација се менува прогнозата и за нашиот пациент и дијагнозата секако. Има некои методи за секвенционирање од новата генерација, дали со нив може да се утврдат сите промени на гените? Или се уште се работи на тестови со кои што може би ќе се открие нешто што се уште не се знае? Какви се научните ставови? Дали со овие тестови може да се види се во нашиот генетски материјал? За овие тестови посеопфажните што испитуваме околу 20.000 гени и слично, секако може да се откријат и мутации во други гени надвор од тие што бараме. Во тој случај сме ние задолжени да објавиме, генетичарите, да објавиме информација за една листа на гени кои што се АЦМГ 7030, а порано беше 59, листа на гени, кои што се знаат дека мутации во тие гени носат, предизвикуваат болести, меѓутоа тие се превентабилни болести. Доколку се знае таа информација доволно рано и се третира, може да се смени нели текот на болеста или воопшто да не се развие. Значи, доколку тоа се викаат инцидентни или секундарни пронајдоци, кои што во нашите тестови, доколку го правиме тој тест, даваме информација за тоа. Случајот е, например, со малигна хипертермија, познати патогени мутации во РИР генот, кој што може да, нели, доколку се знае дека пациентот има малигна хипертермија, ќе се внимава кој тип на анестезија му се дава при операција. Ова важи, претпоставувам, и за оној ген за развој на рак на дојка? Да, мутации во брака. Кога станува збор за карциноми, дали тие се најчесто генетски предизвикани од некои вродени мутации или пак се стекнати? Сега процентуално искрено не сум проверила последно, меѓутоа имаме и едните и другите, има и едните и другите, ги има едните се вродените се наследни канцери, другите се соматски мутации. Кои што настануваат во текот на живот на едно место во телото. Тие настануваат со акумулација, да, со повеќе акумулации во една клетка и после ако се деси некоја клучна мутација во онкоген или во тумор со пресарен ген, кои што ќе влијаат на развитокот на делбата на клетките и веќе ќе настане дисрегулација на тој процес, најчесто настанува неконтролирана делба на клетките, се ствара туморна маса и така настанува понатака, нели, почнува состојбата на канцер. Така, некои прават анализи генетски на туморот, на масата што ќе биде одстранета и се добива информација за каква мутација станува збор. Дали таа информација има значење за членовите од семејството? Доколку сме сигурни дека е само во туморот, во тој случај не, пошто во туморот битните мутации што се откриваат во соматските ткива се најчесто драйвер мутации, такви што се викаат, тие се битни за терапијата на пациентот, одговорот на туморот кон одредена терапија, меѓутоа не се битни за остатокот од семејството. За разлика од оние претходните што ги споменавте, како што се брака за дојка наследните, да, тие се секако битни за останатите членови на семејството и доколку знаеме дека некој од нашево семејство има таква мутација, тогаш вреди да се испитаат и останатите членови.
Кога зборуваме за ретките болести, какви тестови најчесто правите кај нас? Кои ретки болести се најприсутни кај нас? Еве зашто најчесто работите тестови? Дали може би цистична фиброза тоа или не знам некоја друга болест? Во нашата лабораторија конкретно не правиме, мислам имаме тестови за цистична фиброза, меѓутоа не доаѓаат пациенти што се почести кај нас, да речеме. За цистична фиброза да има тестови каде што може да се испита најчесто е мутацијата делеција на фенилаланин 508, например, таа е доста честа мутација кај 70% од прилика кај пациентите со цистична фиброза и доколку презентираат симптоми на цистична фиброза, можно е во тој случај да се упатат да ја направат специфична таа анализа, па доколку тоа не е... Тогаш се испитува само еден ген? Тогаш може да се испита само таа мутација, например. Значи има тест за испитување само на одредена мутација? Да, само на одредена мутација, за да се превенира соопфажно тестирање на сите гени. Во такви ситуации кај што имаме такви индикации, може да се направи тоа. Конкретно во нашата лабораторија доаѓаат по пациенти кои што се информираат сами или се насочени затоа што не се знае конкретниот причинител на болеста и во таа ситуација правиме посеопфатни тестови. Кога барате, значи се испитуваат поголем број на гени и потоа барате некаква промена, некаква мутација која што би можела да биде поврзана со симптомите што пациентот ги има. Докторите дават некаква насока, но што тие се сомневаат, па да направите анализа за ова, и за она? Ако имаме, например, кардиоваскуларен пациент, млад, што, да речеме, има во фамилијата неколку членови починати на доста рана возраст, како татко, брат или браточец лично, тогаш нашите доктори може да го упатат да се испита за некои аритмогени состојби, кои што тие мутации можат не во раната детска возраст, меѓутоа на релативно рана возраст, на кај 30-40 години, што може да предизвикаат ненада и на смрт. Во таа ситуација, например, добиваме индикација да се гледа во тие гени. Може да имаме ситуација каде што децата имаат проблем со наликувана остеогенеза имперфекта и да се открие нели која е точно кој тип на остеогенеза имперфекта и за која мутација се работи, за таа да се испитаат нели останатите членови на семејството. Сме имале испитување за епилепси, потешко е за аутистични спектрални болести. Барате за тоа? Сме правеле, да, меѓутоа информациите има многу голем број на гени, над 700 гени што се моментално познати дека може да предизвикаат нешто и сега нели се испита. Огромен е бројот на гени. Огромен е бројот на гени, во некои се знае дека имаат одредени патогени мутации, меѓутоа други гени се повеќе како само кандидати и доколку се добија тука некоја таква мутација, треба да се чека понатаму да се добијат повеќе информации во светската литература. Така, нема се уште доволно информации во оваа област. Велате дека има над 8.000 ретки болести. Дали за сите нив постојат веќе разработени тестови, за сите нив се знае кој ген е одговорен? Или има болести кои што се уште не е јасно од молекуларно-генетски аспект што се случува? Па постојат голем број на болести каде што не се знае, за 80% се знае дека се нели генетски предизвикани и најчесто која може да е причината, меѓутоа постојат останатите болести каде што се карактеризираат врз основа на симптоматологијата, онсетот и слично, меѓутоа не се знае која е генетската основа. Генетските тестови имаат големо значење при дијагностицирањето на болестите, но велат понекогаш се отвара етичко прашање кога некој доаѓа да направи испитување чисто за да провери какви би биле гените или пак разговараат дека би можело да во иднина се тестираат ембрионите, да се тестира нивниот генетски материјал, па потоа да се одбере кој ембрион да се имплантира или па која бременост да се продолжи или нешто, велите за ова кон што всушност се разгледува иднината? Од контекстот на моменталните етички прашања кога се прави секвенционирање на на луѓето, не збориме за ембрионите, за дечиња и возрастни, секако тоа се прави со доброволна согласност. Значи ние при секое испитување правиме
се подпишува согласност, се информираат која е можноста, каков тип на резултат да се добие, дека е можно и да не се добие во некои случаеви диагноза, во други дека може да се добие и дека таа информација тие ќе ја имаат и да го правиме исклучиво со доброволна согласност. За ембрионите од друга страна, да, во последните години се прават пренатални скрининзи на самите ембриони, инвазивно или неинвазивно, за да се открие дали имаат нормален број на хромозоми тие ембриони. Затоа што бројот на хромозоми, дали се еуплоидни или анеуплоидни, дали имаат нормален број на хромозоми или немаат нормален број на хромозоми, може да влијае на дали инвитрото ќе успее или не. Најголем број од неуспешните инвитро се поради тоа што ембрионите немаат нормален број на хромозоми, се анеуплоидни. Иако досега нели златен стандард беше под микроскоп ембриолозите ги гледаат дали имаат нормална структура тие ембриони и нивните клетки, информацијата за ДНК-та не може да се види со голо око и ова е доста попрецизен тест. Сега тоа во иднина дали ќе се користи за модифицирање на самата ДНК во текот на уште во самиот ембрион, нели, за да се спречи некоја генетска болест или не, тоа е се уште за дебата, нели, во научната јавност. Меѓутоа мислам дека понатака секако тоа ќе се прави, неизбежно е, само дали ќе се деси за 10, 15, 20 години или 50, тоа мислам дека е неминовно да се деси. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас. Ви благодарам, повелете, кој е вашето прашање? Вака, значи една од најчестите во последно време болест, за која што генетски не е докажано дека е пореметување на ДНК-та, е аутизмот. А нешто помна гостинката во однос на тоа, значи, апсолутно не може да се каже дека таа е генетска заболување, а толку е често во последно време. Порано беше една, не знам на колку, сега една на 50 и нешто и така натаму. Значи, како би можело да го објаснат тоа нивните генетски испитувања? Дали имаат некој потврда за ова што го зборувам јас или мислат дека не е така? Добро, ви благодарам што се вклучивте во програма, повелете. Да, за аутизмот, како што кажавме, се знаат дека се прават истражувања во светски научни центри, нели, за да се откријат што повеќе релевантни гени за тоа. И таа листа секојдневно се зголемува. Ние може да правиме испитување со секвенционирање, меѓутоа како и при секој генетски тест за диагноза на ретка болест не се добива, мислам, не може да гарантираме дека ќе се открие која е причината. Да, во некои гени постојат одредени мутации што се асоцирани директно со аутизам, меѓутоа во другите гени не е така јасна сликата. Може да се анализира пак и за аутизмот полигенски ризик скор за дали има зголемена склоност за аутизам тоа лице или не. Меѓутоа се уште за дефинитивна генетска диагноза е уште тешко за оваа болест. Меѓутоа се со повеќе истражувања и повеќе испитувања, нели, и побарање на пациенти или во истражни центри, тоа е полето на информации се зголемува, обемот на информации се зголемува и верувам дека во наредните 5 до 10 години би имало попрецизна слика и за овој тип на болест. И затоа се уште се викаат аутистични спектрални болести, затоа што симптомите се многу широки, различни и може би понатака би се диференцирале тие во подгрупи на болести. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, прашање. Јас имам 50 години и болест е прогресивна системска склероза. И сега ми интересира дали е ова генетска, дали е наследна или не е наследна. Ја слушнавте болеста? Се извинувам, само уште еднаш ако може болеста, бидејќи не ве слушнавме, јасно? Вака, имам прогресивна системска склероза. Прогресивна системска склероза, рековте, така? Да. Дали е наследна таа болест генетска, дали може да наследат?
Така, дали е тоа наследна генетска болест или не? Ви благодарам за вклучувањето во програма Прогресивна системска склероза. Имате ли информација како молекуларен биолог зашто се работи? Мислам дека е наследна болеста, меѓутоа детално да провериме нели во кои гени за кој проблем станува збор, може да провериме ние во нашата лабораторија, па да искомуницираме со пациентот, значи со гледачот може слободно да не побара во генетска лабораторија во Жан Митрев клиника преку главните инфоброеви, па да направиме детална анализа и да го исконсултираме. Значи, доколку некој има одредена форма на болест, може и да се консултира со вас, дали би можело да има генетска основа или не? Сме отворени, затоа што сега спектрумот на генетски болести е огромен и немаме информација и ние секогаш во моментот, меѓутоа секако пребаруваме прво се за таа болест, па после даваме соодветна консултација. Може да се дојде и на може телефонски да се јавите, секако да кажете зашто да бараме и зашто да провериме, меѓутоа може да се дојде и на лична консултација кај нас во клиниката и со резултати предходно што ги имаат, например, од други испитувања и да направиме детална консултација, да ги разгледаме и да дадеме конкретна насока дали прави смисла да се прави нашиот генетски тест или не. Има ли потреба да се направи генетски тест пред земање на одредена хронична терапија, например, за аспирин? Да, за хронични терапии се прават фармакогенетски тестови. За аспиринот се уште немаше мутација од типот на да се испитуваат одредени полиморфизми за да се даде насока како ќе делува, меѓутоа за аспиринот има сега тестови со агрегација на тромбоцити на трансфузиолошки метод, што може да се испита директно за како влие или не. Меѓутоа фармакогенетски тестови да се прават, се испитуваат обично сите цитохроми се транспортери во нашиот црн дроб, кој што главниот метаболизам на повеќето лекови се одвива преку тие и проблеми, мутации во тие гени најчесто води до нормален, зголемен или намален ризик од земање на некој лек и забрзан намален метаболизам и слично. Така да може да се направи и такво детално фармакогенетско испитување. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување на вистина интересна тема амбуланта во која што слушнавме многу новитети поврзани со генетското секвенционирање на нашиот генетски материјал на дезоксирибонуклинската киселина. Ви благодарам. Драго ми е за гостувањето, ви благодарам и вас на поканата. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.